Назад сме во студиото и ги анализираме информациите и они случувањата од Европа и светот и од Балканот. Тереза Меј е главната вест денеска во светот. Со мене е колегата Дејан Андоновиќ. Добар ден. Дејан, овој разговор би го започнал со тоа што би рекол дека Брекзит и ја најави премиерската кариера на Тереза Меј и ја контролираше таа премиерска кариера и ја заврши таа премиерска жртва на Брекзитот е Тереза Меј. Особено кога го наследи нејзиниот претходник Камерун, излезе и онака помпезно изјави дека Брекзит значи Брекзит и нема тука понатаму отстапки, ќе го изведеме Брекзит по секоја цена. Ми се чини дека таа изјава која ја даде 2017 година сега и официјално ја демантираше и ја принуди да поднесе оставка, односно да ја најави на 7 јуни, но и ќе потсетам пред прилогот кој ќе го гледаме сега, ќе потсетам дека една од клучните грешки според моје лично мислење беше во 2017 година кога таа презема функцијата премиер и лидер на конзервативната партија и кога се обиде со оние брзи парламентарни избори да ја зацврсти својата положба и позиција во британскиот парламент од една лагодна позиција на доминација, сакајќи уште поголема да има во парламентот, ја загуби довербата кај пратениците и нејзината конзервативна партија го намали бројот на своји членови во парламентот, што подоцна се покаже изминатиот период дека е клучно да не добие поддршка за нејзиниот план за Брекзит и конечно излегување од Европската унија. Да, го гледаме прилогот и се враќаме овде во студиото. Британската премиерка Тереза Меј објави дека ќе се повлече од функцијата председател на владеачката конзервативна партија на 7 јуни. Потегот го презема откако не ги убеди пратениците да го поддржат нејзиниот договор за Брекзит. Меј стана премиер во јули 2016 година. Таа нагласи дека направила се за да се спроведе Брекзит. Направив се што можем за да ги убедам пратениците од парламентот да го поддржат тој договор. За жал, не успеа во тоа, нагласи Меј. Процесот за избор на нов лидер ќе почне следната недела. Таа додаде дека конзервативната партија ќе им служи на граѓаните во годините кои доаѓаат. Ќе остане на функцијата за време на внатре-партиските избори, што траат околу 6 недели. Изборната трка ќе почне најверојатно на 10 јуни по посетата на американскиот председател на Велика Британија. Тоа беше прилогот подготвен од дескот на 1 ТВ и од колегата Дамјан Варошлија. Дејан, дали оваа нејзина оставка е за изненадување во Британија, барем, што велат британските медиуми? Па не е за изненадување, веќе подолго време се очекуваше Тереза Меј да направи некаков чекор конечно. Се види дека да, но калкулираше, нели? Па калкулираше, но таа калкулација бараше одлагање, па таа калкулација ми се чини им преседна на сите во Велика Британија и во Европската унија. Ова е мое лично мислење. Ако се земе во предвид дека таа нуди нешто, не добива поддршка во парламентот, таа повторно нуди, не отстапува, се обидува да издействува некаков нов договор со Брисел, таму не отстапуваат. Едноставно таа веќе не можеше и немаше каде да оди. Повторно ќе кажам како што и во воведниот дел. Таа ми се чини дека е жртва на Брекзитот, особено на она тврдо настојување Брекзит по секоја цена, не отстапуваме, дефинитивно ќе го испочитуваме референдумот на британците. Меѓутоа се покажа дека и самите британци очигледно референдумот кој беше каков што беше за Брекзит, се покажа дека можеби не бил таков Брекзит, не бил такво одзивот на гласачите. Многу од тие луѓе што гласале за Брекзитот сега можеби се повлекле во меѓувреме кога виделе какви импликации може да има, но особено тврдоглавоста би рекол, настојчивоста на Тереза Меј. Ќе потсетам, Тереза Меј во неколку изјави имаше кажано дека лично е против Брекзит, но бидејќи ја презела таа одговорност, ќе проба да го истурка до крај. Токму затоа и она денеска во својот емотивен говор буквално до солзи призна дека не успева да го реши Брекзитот, дека очекува нејзиниот наследник да дојде на оваа функција и да конечно го реши Брекзитот, да биде посилен од неа и поуспешен, бидејќи таа очигледно ќе влезе во историјата на Британија како неуспешен политичар. Со оглед на тоа што еве ги спомнавме можните, го спомнавме нејзиниот наследник, меѓутоа помеѓу можните имиња кои што се јавуваат
во британските медиуми Борис Џонсон, поранешниот министар за надворешни работи, засега И градоначалник на Лондон и наш колега. Па, со оглед на тоа што каква му била новинарската кариера, Ние што ја следевме дамки, бомбардирањето на Сирија го запознавме во Белград, така да. Друго ми е прашањето. Борис Џонсон е човекот кој што заедно со Најџел Фараш беа заговорници за да се случи всушност, да биде успешен Брекзит по секоја референдумот за цена. Брекзит, да. Сега колку неговите можеби тврди ставови за тоа дека Британија мора да излезе од Европската унија би донеле своевиден успех во неговото, иако се уште не знаеме дали ќе Ако се гледаме по волја на вистината, можеби најмногу би требало според некои така проценки да биде Борис Џонсон, зошто бидејќи да видиме тој што би направил, бидејќи тој беше голем евроскептик и човек кој по секоја цена сакаше Британија да излезе од Европската унија. Истото беше и со Најџел Фараш, но ќе потсетам Најџел Фараш е на она листа на ултра десничарски партии кои се обвинети дека се спонзорирани од Путин за уривање на Европската унија однатре. Значи Најџел Фараш не верувам дека може да дојде на таа позиција, особено што и нема некој голем рейтинг меѓу британците. А Борис Џонсон ќе видиме. Во секој случај опозицијата, односно лабористите, веќе повика и нивниот лидер Джеймс Корбин, веќе повика на воредни парламентарни избори, бидејќи очекуваат од новиот наследник на Тереза Меј, како што рече самиот Корбин, да организираат веднаш предвремени парламентарни избори, конечно дојде до промена на власта, а кога они ќе дојдат, се мисли на лабористите, тие ќе спроведат нов референдум и најверојатно ќе ја повлечат Британија од барањето да влезе, да излезе од Европската унија, а сите овие работи и рокови што се случија, ќе потсетам вчера британците гласа за членови во Европскиот парламент, што само кажува дека не е доцна Британија да се попишмани народски речено и да се повлече од својата авантура Брекзит. Можеби следниот премиер на Британија би имал шанса и за една поинаква риторика, организирање на нов референдум, ако досега тоа не беше Тоа беше едно од ветувањата и на Тереза Меј дека можеби ќе дозволи референдум, но многу ќе биде чудно и малце ќе биде, да кажеме, контрадикторно доколку токму Борис Џонсон изјави после референдумот дека Британија сепак ќе остане во Европската унија, што само ќе се коси со неговата претходно политичко делување. Бидејќи ги спомна лабористите извојуваа победа на европските избори во Холандија. Што се случува со изборите за нови европратеници? Јас само сакав да докажам пред да влеземе на европратениците дека многу стравување има, бидејќи денеска се гласа во Ирска и во Чешка во функција на европските избори. Премиерот на Ирска во контекст на Брекзитот изрази стравување од евентуалниот нов лидер на конзервативната партија и нов премиер на Британија, стравувајќи дека можеби ќе дојде некој што е многу по-евроскептичен, што дополнително ќе искомпликува состојбата со Северна Ирска. Ќе потсетам едно од причините зошто Британија не успеа да излезе од Европската унија со договор. Што се однесува до европските избори, тие денеска, како што самиот реков, нели, Ирска и Чешка, во недела ќе биде, у недела вечер и официјално ќе се знае односот на силите. Фаворити се десничарите, но тука си социјалдемократите и се разбира либералите. Да. А за ултрадесницата ќе видиме колку ќе успее да земе парче од актуелната европска десница. Немаме уште многу време, меѓутоа не би сакал ова нова ситуација настаната со Џулијан Асанж туку така да ја поминеме. Асанж е натоварен со 17 нови обвиненија, а неговата одбрана вели дека овие обвиненија се опасни за новинарите глобално во светот. Па да, обвинувањето е дека прогонот на Асанж и апсењето и прогонот, бидејќи сака доживотен затвор да добие, не е ниту удар на Асанж, не е ниту удар кон Викиликс, туку е удар кон светското новинарство, сакајќи да укажат дека сето она што не им одговара на владеачките елити, а е објавено во јавноста, ќе биде санкционирано. Асанж се соочува со подривање на националната безбедност и одавање на тајни на Соединетите Американски држави, и ние тоа знаеме од прилика колку е тешко обвинение. Тој се уште се наоѓа во Лондон, но со сигурност ќе биде испорачан во Соединетите Американски држави, нешто што е прекршување на условот на Еквадор. Да потсетам, Еквадор кога му го откажа гостопримството, едно од условите беше да биде испорачан во држава која нема доживотен затвор и смртна казна. А тоа Америка го има. А тоа го има Соединетите Американски држави. Да, Дејан Андоновиќ и анализата од вестите во
светот. Останете со 1 ТВ, овде правиме кратка пауза, а се враќаме со отвореното студио во 17 часот.